Благодарам, председателе. Почитувани колеги, почитувана јавност. Уште еден закон за задолжување во низата кои што ги добиваме овие неколку седмици. Не знам веќе ни кој е по број. Така да можеме да констатираме дека главна економска мерка на оваа влада е задолжување. Еден колега иронично префрли, а јас би се согласила, Комисијата за финансирање и буџет да ја прекрстиме во Комисија за задолжување. И така само се задолжуваме. Конечните бројки се уште ги нема, но некаде околу над 1,5 милиарда евра државата е задолжена, од кои што, внимавајте, само 7 милиони евра, ова се официјални признанија на владата, се потрошени за корона кризата. И нормално се поставува прашање каде се парите? Каде се парите за кои што се задолжувате, а бројчаникот го нема, тоа веќе јасно не е на сите. Се вратам на основата на ова законско задолжување. Значи, вели, дискутиравме многу на Комисијата за финансирање, онолку колку што можевме да се објасниме. Сумата е 21,5 милиони евра. И сега кога некој од страна ќе слуша дека ова се финансиски средства за основното образование, ќе рече па зошто имате против и зошто сте против задолжување за основното образование. За историјатот на ова задолжување. Во воведот на овој закон, во ставот реченицата 3 вели: проектот ќе влијае на широка група на засегнати страни, како што се наставници, ученици, родители и така натаму, но фокусот ќе бидат ранливите категории на ученици. Никој не го анализира ова законско решение од ова перспектива. Зошто? Затоа што моменталната министерка сето ова го има коригирано и адаптирано согласно новата концепција за основно образование. Што е поентата на самото аплицирање и добивање на финансиските средства од Светска банка? Почитувани колеги, точно е тоа што го говорите, дека во минатиот парламентарен состав донесовме еден закон за основно образование, чија што основна поента беше инклузивноста. И тогаш нашиот колега, тогашен министер господинот Арбер Адеми, можам слободно да кажам од ова временска дистанца дека навистина имавме и одлична соработка, редок пример како треба да се соработува со опозицијата. Го гласавме ова законско решение, но и тогаш предупредувавме дека џабе ќе го донесеме законот ако не го имплементираме, односно ако не ги подобриме условите во училиштата. Во Република Македонија има над 987 основни училишта и не знам дали постојат анализи колку во тие основни училишта има пристапност во основните училишта по однос на овие ранливи категории на групи и ученици. Поентата е дека труд вложил не друг, тоа е старо нова влада. Целта на ова законско решение не е новата концепција, не била, сега е, не била, туку законот за основно образование, во кој што тогашниот министер е потрудил да обезбеди средства од Светска банка врз основа на анализата на ОЕЦД. Врз основа на таа анализа, впрочем, тоа било, предпоставувам, и иницијална каписла да се донесе тој закон и тогаш дебатиравме и се сложи дека таа иницијатива и таа анализа е во ред. Јас само накратко, од таа анализа од ОЕЦД ќе ви прочитам на страна 10 што пишува. Дека
Ова е особено видливо во природните науки, предмети и математика. Во 2014 година во овие предмети беше воведена наставната програма Кембридж од 1 до 9 оделение. Во многу аспекти ова беше позитивно. Наставната програма Кембридж на учениците им дава повеќе време да се совладаат содржината и цврсто ги охрабрува да се вклучат во критичко преиспитување. Исто така, таа помалку се заснова врз меморирање на фактички знаења, а повеќе се фокусира врз мислење и активно учење во контекст на реалниот свет. Продолжува понатаму со критички осврт кон Кембридж програмата. Меѓутоа, вели, спроведување беше избрзано, наместо постепено да се воведе оделение по оделение, а училиштата и наставниците не добија соодветна поддршка. Која е поентата? Значи, тогашното раководство на Министерството за образование, врз основа на оваа анализа, аплицирало и добило позитивен сигнал од Светска банка дека Законот за основно образование подобро ќе се имплементира доколку се дадат дополнителни финансиски средства за основните училишта во Република Македонија. Ако така останеше, ние ова задолжување ќе го гласавме. Ако така останеше. Затоа што Законот за основно образование, кажав, која му беше целта. Понатаму, од законско решение за оваа намена за која што сега зборувам, во подкомпонентата 1.2 се издвојуваат само 12 милиони евра. Значи, половина од ова кредитно задолжување ќе се искористи за оваа намена. За 900 и нешто училишта во Република Македонија, па вие направете пресметка колку тоа ќе се дадат на вели мали градежни работи за рехабилитација на постојните училишни установи и така натаму. Сега, 335 милиони евра промовирање на отчетност преку споделување информации. И на Комисијата за финансирање кажав и сега ќе го кажам, бидејќи има и други компоненти тука кои што се навистина конфузни и нејасни, дека вакви подкомпоненти, ваков наратив може да напише само човек кој што има размислува со граѓански, неинституционален пристап кон работите и начин како овие финансиски средства да се злоупотребат. Сега, нема многу време, за жал, во компонентата 4, внимавајте, штета што не е тука министерот за финансии или заменикот да слушнат. Во рамки на оваа компонента ќе се направи анализа за оптимизација на мрежата на основни училишта. Анализа добивме ли што значи ова? Дали таму во некои одредени рурални средини каде што имате само еден ученик, овие училишта ќе ги укинете ли? Што е па сосема спротивно со некои други стратегии кои што ги барем досега имаше државата. Понатаму, како и ревизија на формулата за финансирање на основното образование. Основното образование или образованието е децентрализирана надлежност и јас тука прашувам, како што прашав и на Комисијата за финансирање, значи го поддржувам ако е зголемување на финансиските средства и блок дотациите за училиштата до општините, ако е така, ама на нас тука не ни е објаснето. Имаме ли анализа? Немаме. Објаснето ли е? И дали имаме консултација со Министерството за финансии, бидејќи ако веќе правиме ревизија на формулата која што е сложена, да не ја објаснувам сега бидејќи немам време, ако правиме ревизија на формулата за финансирање на основното образование, ние мора да имаме комуникација со Министерството за финансии. Која е сумата која што Министерството, државата, ќе ги одвои за ова не е мала сума, да се разбереме. Која е сумата? Како го размислува ова Министерството за образование да го направи?
И дали на крајот на денот за ова им треба финансиски средства на вработените во Министерството за образование, ова да го направат и замислете фантастични 1,54 милиони евра. Благодарам. Уште многу компоненти има за кои што за жал немам време да разјаснам. Се надевам во репликите ќе имаме овој можност. Сакам да кажам, извинете председателе, да Реплика Жаклина Лазаревска. Тоа се причините заради кои што ние нема да го поддржиме ова законско решение. Да беше целта како што првично била, да. Сега вака не. Благодарам. Жаклина Лазаревска.